Последни вести денеска, добро вечер. 12 години казна затвор доби Стојанче Јовановски за трите кривични дела кои што резултирале со самоубиство на неговата сопруга Ивана по падот од тераса заедно со нивната ќерка Катја. Јовановски беше обвинет за нанесување телесна повреда при семејно насилство, загрозување на безбедноста и наведување и помагање на самоубиство. Судијата Ивица Стефановски, образложувајќи ја пресудата, истакна дека Јовановски со континуираното физичко и вербално насилство ја довел Ивана во безизлезна и очајна состојба, што било причина таа да посегне по својот живот и по животот на својата ќерка. Обвинителката Аделја Бојчевиќ изјави дека обвинетиот добил максимална можна казна за трите кривични дела и апелираше дека е потребно да се промени казнената политика. До правосилност на пресудата, Јовановски останува во притвор. За балансерот не може да има замена, бидејќи тоа е суштината на Охридскиот договор, порача во само интервју подпредседателот на ДУИ Бујар Османи. Тој закон е за да се легализира исклучувањето. Буквално начин на легализирање на исклучувањето. И јас сум рекол, ние тој закон треба да го да дадеме и физички отпор во собрание да не помине. Ако помине, еве кажувам, првото нешто кога ќе се сменат работите, ќе биде укинувањето на тој закон. Бидејќи тоа е враќање на тој. За да се донесе тој закон треба баднетерово мнозинство. Тој закон го враќа југословенскиот модел на одлучување во администрацијата, каде под подвезот на некаква си меритократија или компетентност се исклучуваат. Не верувате вие дека има навистина заслуги меритократија? Затоа што знам дека некој навистина може да има знаење, а некој да нема. Затоа што знам што се случува сега. Затоа што знам што се случува. Вас кој може да ви спори дека сте хирург или дека тоа не може никој да ви го спори. А како јас се вработив во? Сигурно не дека сте албанец, туку дека сте имале знаење. Не, јас се вработив заради тоа што рамковниот договор ги обврзуваше институциите. И немало шанса тие да се вработат во системот, бидејќи системот ги исклучувал под името на таа меритократија. И затоа дојде до конфликтот. И затоа подпишавме историскиот договор, конфликтот да го претвориме во соживот. Да има механизми. Услови за уставни измени нема, вели шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. Според него, причината за тоа е поради недостиг на доверба и кредибилитет во однос на испораката кон земјава. Јас се надевам дека има свест во Софија дека европската перспектива за нашата држава е значајна за целиот регион. И да нема таква свест и да не се развие таква свест, тоа не значи дека ние размислуваме за некоја алтернатива. Не, ние ќе си продолжиме на патот на реформите, ќе си продолжиме на патот на усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика. Но ако е прашањето дали сме подготвени за уставни измени, во овој контекст и во оваа состојба не сме подготвени. И да нема никаква дилема околу тоа прашање. Продлабочување на економската соработка, управувањето со јавните финансии и реформската агенда биле дел од темите на разговор на работниот состанок меѓу делегациите на Македонија и Словачка. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска од Братислава порача дека словачките искуства се значајни како за реформите, така и за дигитализацијата и борбата против сивата економија. We discussed the spending review process to be launched in Macedonia in the course of 2026 under the 2024-2027 reform agenda as an important mechanism for enhancing efficiency and transparency in public finance management. The focus remains clear: maintaining stable public finances, supporting investments, digitalizing public services, combating the informal economy and strengthening the business environment. At the same time, intensified efforts on EU integration related reforms are underway, with Slovakia experience as an EU member state being of particular strategic importance for us, especially in the public finance management field. Pri príležitosti našej oficiálnej návštevy, to bolo vo februári tohto roku, sme absolvovali aj veľmi zaujímavé stretnutie podnikateľov, ktoré organizovala aj agentúra Sario. Sme mali biznis fórum, na ktorom sa účastnilo
јас како 100 подникателот с целом да бисме расширили сполупраца меѓу обидвама крајни. Трошоците за живот во април порасна за 5,7% на годишно ниво. А најголем удар врз домашниот буџет имаат храната, алкохолните пијалаци и транспортот. Владата засега не најавува нови мерки, но уверува дека нама се останува можноста за дополнително намалување на ДДВ-то за основните прехранбени производи. Сандра Спасовска. Инфлација од 5,7% во април во споредба со истиот период лани измери Државниот завод за статистика. Индексот на цени на мало пак бележи зголемување од 5%. За една година најмногу поскапеле храната, и тоа за 8%, алкохолните пијалаци за 10,2%, а трета ставка со најголем раст на табелата на статистичарите е транспортот со 5,4%. Токму овој сектор е една од главните причини кој најмногу влијаел и на растот на месечната инфлација, која во април споредбено со март годинава е зголемена за 1,3%, а само транспортот во овој период скокнал за 10%. Во април 2026 година, во однос на март, зголемување на трошоците на животот е забележано во следните групи. Транспорт за 10,1%, спорт, рекреација и култура за 1,4%, алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 1,2%, храна и безалкохолни пијалаци за 0,7%. Стои во извештајот на статистика. Бројките кои ги објавија статистичарите за владата биле очекувани. Нови мерки за сега не се планираат, но доколку има потреба, нама се останува опцијата за намалување на ДДВ-то на основните прехранбени продукти. Премиерот Христијан Мицкоски вели, како влада во овие моменти прават и повеќе од тоа што имаат можност. Најголемите одстапувања се во делот на транспортните услуги, посебно билетите за нискобуџетните авиокомпании, и тука имаме до 150% изголемување на цените. Во моментот опцијата да основните прехранбени производи ДДВ-то кое што е 5% биде намалено се уште е на маса, но повторно ви велам, околу 0,7% мислам или 0,8% е месечната промена на цените на основните прехранбени производи на сметка на транспортните услуги. Тоа е отприлика она кое што е предмет на нашата анализа. За сега на сила остануваат мерките во делот на нафтините деривати, односно намалените акцизи за горивата и повластината стапка на ДДВ од 10% само за бензините. Тоа беше се. Пријатна вечер.